Добар ден, Мердита, почитуван председателе на Собранието, Талат Джафери, почитуван прв заменик на председателот на владата и министар за политички системи и односи меѓу заедниците, господин Артан Груби, почитувани пратеници кои што сте денеска тука, посебно поранешен министар, кои што работевме заедно на овој убав проект, почитуван амбасадоре, почитуван ректор на Универзитетот Мајка Тереза и мој драг пријателе, господин Азис Положани, почитувани студенти, драги професори, проректори, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Ми причинува огромно задоволство да бидам дел од овој настан во чест на 5-та годишнина од основањето на Универзитетот Мајка Тереза и во чест на првата генерација дипломирани студенти и магистри во повеќе програми од факултетите на овој наш државен универзитет. За само 5 години Универзитетот Мајка Тереза стана сериозен чинител во системот на високото образование во Република Северна Македонија. Одлуката за основање на универзитетот и за создавање на уште еден кампус во главниот град на нашата земја, на кој наставата ќе се одвива на албански јазик, според современите стандарди за високо образование, наука и истражување, ја прифативме како општествена инвестиција во интерес на младите генерации. Кога пред 5 години, во 2016 година, започна првата академска година, се запишаа 220 студенти кои слушаа предавања на 30 професори без административен кадар. Денес, на почетокот од 5-та година, Универзитетот Мајка Тереза има речиси 3000 студенти и над 100 педагози и околу 50 административни работници. Универзитетот стартуваше со 14 студиски програми, а денес студентите имаат избор да студираат на 27 програми од првиот циклус и 11 други програми од вториот циклус. Денес Универзитетот Мајка Тереза има 5 факултети и тоа 4 од технички-технолошкиот профил, како што се Факултетот за информатика, Факултетот за технички науки, Факултетот за технолошки науки, Факултетот за градежништво и архитектура, како и еден факултет за социјални науки. Така, Универзитетот Мајка Тереза ја пишува својата историја и историјата на високото образование во Северна Македонија. Така се остварува основната идеја при формирањето, запишана како мисија на Универзитетот, да создава кадри од технички-технолошките профили, како предуслов за забразување на економскиот развој и за зајакнување на социјалната кохезија на општеството. Основањето на Универзитетот Мајка Тереза произлезе и од нашата должност и одговорност да ги почитуваме, чуваме и негуваме етничките, националните, верските и културните разлики на секоја заедница и да го искористиме тој потенцијал за да се воспостави комуникација, разбирање, толеранција и заедништво. Образованието на јазикот и писмото на секоја етничка заедница, како основи на националниот идентитет, преку кој се чува и се афирмира духовното наследство, представуваат и потенцијал за општествена интеграција, кохезија и развој на една заедница која не може да обстојува изолирана и самодоволна. Низ овие 5 години, остварувањето на мисијата на Универзитетот ги прошири своите димензии и денеска настава на одделни студиски програми се одвива и на македонски јазик. Она што останува сега пред нас, пред Универзитетот Мајка Тереза и пред владата, е да ја завршиме постапката за трајно просторно сместување на универзитетскиот кампус во кругот на касарната Илинден. Реализацијата на оваа постапка ќе отвори врата за изградбата на универзитетскиот комплекс, што како проект е дел од програмата на владата. Сакам овде да сметате на целосно наша поддршка да го реализираме толку долго очекуваниот кампус. Почитувани, денес со новите амбициите на младите од нашата земја не се разликуваат од соништата на нивните врсници ширум светот и особено во Европа. Да стекнат добро образование, да живеат подобро, да живеат европски, со подобри стандарди, вредности и благосостојба. Во духот на најдобрите традиции на универзитетите, како автономни врутоци на знаењето, науката и образованието,
и Универзитетот Мајка Тереза отвори академски перспективи за сите студенти врз основа на еднаквост и резултати, без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, културно и социјално потекло. Ако веруваме студентите денеска се лидерите на едината, тогаш нашата обврска да им ги обезбедиме сите услови за остварување на нивните амбиции е уште поголема и уште по-благородна. Ви благодарам на поканата, на вниманието и очекувам уште многу средби за идни годишнини и остварување на Универзитетот Мајка Тереза и на нашите студенти. Нека е со среќа следните предизвици.